ден, добре ли дојдовте. Ова приредба е по повод патрониот празник на нашето училиште. Се надеваме дека со нашата програма вашите деца ќе го исполнат вашето срце со позитивни емоции и не се сомневаме дека тие денес во вашите очи ќе бидат најубави. Сите тие напорно работеа за денес да се покажат пред вас во најдобро светло. Па ајде да почнеме. Училишкиот хор ќе отвори ова свеченост со изведба на песната Братско оро. Ученичката Елена Павловска ќе ни презентира кратка презентација за животот и делото на Гоце Делчев. Ќе чуеме неколку кратки мисли и рецитал за животот и делото на Гоце, а потоа хорот ќе го затвори овој дел со ода на радоста. Братска песна нека екне во овај свет нашин, среќно нека минат дните вечен дај ми. Играме, пееме братски сплет, безгрижно растеме птици-блед. Играме, пееме братски сплет, безгрижно растеме птици-блед. Братско рода се видне во овој свиден крај. Братска дружба нека јакне, земја светен рај. Играме, пееме братски сплет, безгрижно растеме птици-блед. Играме, пееме братски сплет, безгрижно растеме птици-блед. 1972 година. Загинал во Баница на 4 мај 1903 година. Ѓорѓе Николов Делчев бил македонски национален херој, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна организација, апостол и срцето на револуционерна Македонија, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Гоце Делчев потекнува повеќе семејство во Кукуш. Татко му Никола бил меанџија, а мајка му Султана домаќинка. Гоце бил со цврст и решителен карактер, подготвен да му помогне на послабиот. Се школува во Кукуш, Солун и Софија, каде заврши воено училиште. 1994 година Гоце Делчев станал учител во Штип. Тогаш се запознал со Даме Груев, кој го вклучил во МРО. Делчев поседувал извонредни организаторски способности. Тој има огромна улога во ширењето на идеите на МРО. Заедно со Ѓорѓе Петров во изработил новиот устав и правилник над МРО. Гоце Делчев бил задграничен представник над МРО. Бил голем бранител на македонското ослободително дело од влијанието на врховистите. Бил главен инспектор на четите, поради тоа често ја обиколува Македонија. При една таква обиколка на 4 мај 1903 година во село Баница, Сеско, загина во борба со османските војски. Поради неговата неуморна дејност, искреност, честност, храброст и праведност е опијан во многу народни песни. Чуди луѓинска зора и за нас. Ние се борите за слободна и независна Македонија, живите права за сиромашното население. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дојдојќи на еден народ и председника на собственото дело. Песна за Гоце. Во зимска ноќ, студена и тажна, се роди дете кое стана лично важно. Тоа беше Гоце, со поглед злак, кој на народот му стана многу драг. За Македонија, за целата негова сила се бореше, за неговата слобода срце му бореше. Со нож и пушка во рака, одеше во војни, кајнешće зака. Како него никој не се бори, знај на неговото юношко
живот помина со нешто тажни, но во срцата наши запати ме ставали. Make a circle, big, big, big. Small, small, small. Big, big, big. Make a circle, small, small, small. Hello, hello, hello. Make a circle, round and round. Round and round. Round and round. Make a circle, round and round. Hello, hello, hello. Make a circle, up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Make a circle, down, down, down. Now sit down. Sada,
си попушал. Поголем сум. Може да се вижда да се родите сака. Нека дај конкуренција со трет пат со телевизија. Добар ден. Добар ден. Пускај се. Добро дете. Седнете. Давайте ме денес мали ковна. Николче, ти носиш денес ковна? Јас на самичке немам. Зошто? Јас на самичке немам. Просто е таа долу не го има. Ја да сега се добрача, че има. А што ќе црташ? Москва? Да. Како ќе го црташ Господ Николче, ако Господ не знае како, никој не знае како ќе да? Сега ќе не знае. Која държава е чужата? Ајде, ние ќе го сакаме на манджи. Која питани имаш на цртано нешто? А знаеш ли да ми нацрташ нешто друго? А знаеш ли да ми нацрташ куче? Да. Куче, а знаеш ли да ми нацрташ змија? Да. Бојан, единица Бојан. Добро ти нацртам човек. Добро Бојан, добро. Димче, ти дали носиш ковно? Јас носам ковно. Зошто? Единица Димче. Јас кога сум дома пресеќувам се. Тебе ти пишав 3 минутки. Ова е точка направо, не го мислиш ми на един. Престани Димче. Димче, дали ти носиш ковно? Месна ставичка, тој го видно не ме буда. Забираме нешто Смири се, деде. Не може ами не сватам. Кога се смира на ставички, може ще ми смета, ще бъде 10 години, кога сретам. Како не ти е сам. И на ставички, кога не завърши, кој те ми понаучиш? И на ставички, ја знаете, да не бая да нема слабе. Добре. Зашто си те најгасти от това на школа? Добре, деде, много смешно. И на ставички, както ми некако чудна. Добре да чудуваме, добре. На ставички сега по цел клас ќе битам. И на ставички немате уши. Представи тебе, добре си единица. Кај беше Маријанчо? Кој? Господинеците му Давија. Што му ведоа? Никовното. Добро, Маријанчо, седни. Кај се посоми умренди у појски не се посоми? Не се па. Господинеците. Зато се слушнемам писата на мучите. Чакам. Ако ти скаже нешто, ова на вторичкама. Дали ли аз не смели за тебе? Не мора да се поведам на мучите. Зато не се зна. Мисли нема? Нема. А кај се? Че да ми красавам.
до тебе и тебе. Знаеш, че да вишаме ден на крај. Ебе, не го пријател. Ајде сега едно прашање по математика. Санела, ако ти дадам 2 зајаци плюс 2 зајаци плюс 2 зајаци, колку ќе имаш? 7. Добро, ајде сконцентрирај се. Ако ти дадам 2 зајаци плюс 2 зајаци плюс 2 зајаци, колку ќе имаш? 7. Добро, ајде да пробаме со крави. Ако ти дадам 2 крави плюс 2 крави плюс 2 крави, колку ќе имаш? 6. Е, па чакаш тогаш, крави се 6 на зајаци 7. Па ти што кажеш, 6 и 1 дома 7. Леле, што ќе правам со овој клас? Дали ја сам за велики сте били? Е, ако знаеш, че те петка. Тоа ја си како макор. Дживдет кога започна Втората светска војна? Вера. Кој? Втората светска војна кога започна? Не знам. Наставнички, Втората светска војна започна пред 20 години, како се татко ми одев пред тој кога како протокошата на тенисте. Како писмо? Леле, почна таа единица. Маријанчо, кога започна Втората светска војна? Ја први учителте. Две единици со пастори. Абе, пише ми два за први цезари, Джони, бира ми еден пол. Тишина, Дживдет. Николче Ајден. Николче, кога започна Втората светска војна? Втората светска војна започна на 1 септември 1939 година, кога Германија ја нападна Полска. Петка, седи Николче. Само тоа за џако учам. Ангела, кога започна Втората светска војна? Јас, кога си знала јас, па сега знам. Ја съм шифна па се држувал. Ангела се трогирал. Тишина, Дживдет. Појачо кога започна Септемврски поход? Ја. Ти? Септембар, октомбар. Леле, Бојанчо, единица, Бојанчо. Што? Единица. Зате му партизан. Партизан сакаш? Не треба, Бојанчо. Прашаш нешто друго, знаеш, иначе. Тишина, Дживдет. Кој си стану во плавото? Кој си? Како се викаш? Кога започна Првата светска војна? Кога започна Втората светска војна? Кој си немаш? Кога започна Февруарскиот поход? Кој си ти бе? Во плавото, кој си таму ти бе? Кој број си? Јас не сум ученик, јас сум Стојче, мајстор за парното. Let's go party.
Добар ден. Добар ден. Мабе хит буца од до студио? Да, повелете. Абе дечко, имаме тежок проблем. Повели. Ете, недела дена или две, ми звони некој еро. Проблем ми прави брако, мажот разбобрак кабана, ме тепа, джигарот кото небо ми го направи. Знаеш како мама, ете го звони, јас сакам да му кренам, али не можам, не знам шо е. Вас не ми звони никој ерор, тука пишува ерор, Ама блокиран. кажи ми, кој е тој еро? Нема никаков ерор, блокиран ми е телефонот, ерор пишува. Овој ќе го ставиме на сервис, а за замена ќе ви дам друг и ќе ви пишам порака. Што ќе ми пишиш? Јас немам друг телефон, на тушо. Не на туша, но овој ќе ви пишам. Да знаеш на англиска верзија ти е телефонот. Абе што ми кажуваш, јас знам англиски. Во школа сум имала сите 5-5 единици. Ај употребала ова реченица. Ало, приватно. Кој е на телефон? Добар ден. Добар ден. Јас сум Ана од Прилеп. Мило ми е. Што правите, човек? Добро, вие како сте? Еве јас малку ми избитала да прочитам. Абе јас имам ресторан таму во Прилеп. Како во Прилеп, Санџево? Па добро. Човек, јас ќе се запрашам нешто, тој муабет се шири во Прилеп. Се откупувале стари телефони, вистина е? Како не имаме стари, нови, све што сакате. Е, па добро, човек, тогаш јас ќе ти го дам овој телефон и ќе си доплатам за многу поубав телефон. Човек, а со Санџево е камен. А, се гледа. 3 пати шолјам има бандното. Горе. Човек, ајде сега ти препорачај ми некој со подобар. Па имаме некои нови модели, Alcatel-че, Samsung-че. Не бе, нејчам, нојчи мотијал каталчината. Јас сакам од оние нови нешто се со... Како бе, со јаболко каснато. iPhone. iPhone за мене. За тебе iPhone 5 специјално. Човек, ова да ти кацкал. А има и сликање. Има миши на Skype, вака да се гледаш, не мора да вртиш, има и предна камера. Човек, ми прилега? Ај, алало? Алало? Ај, срти се? Супер. Човек, ја ќе си доплатам колку што треба и ќе си го купам телефонот. Ова да ти бил камен? Да. Ајде, човек, јас си бегам. Ај, пријатно. Ова е за меѓусупа. Будувам од себата мисла, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Беше објавен ликовен и литературен конкурс за сите ученици од нашето училиште. Затоа нашата приредба ќе ја завршиме со награди за учениците кои победија на ликовниот и литературниот конкурс на тема Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, при што нашиот директор ќе им додели награди. Повелете, директоре. На ликовниот конкурс за најдобри творби се избрани творбите од учениците Илда Радиновска, 902 одделение. Тина Димитриевска, 902 одделение. Анис. Мунира Исмаиловска, 902 одделение. Анис. Дехила Медовска, 501 одделение. Зулейха Мирадиновска, 502 одделение. Джени Тединовски, 401 одделение. На литературниот конкурс за најдобри творби се избрани творбите од учениците Меријем Мемишовска, 901 одделение.
Танис. Јована Мариновска, 7-2 одделение. Реđa Преđовски, 501 одделение. За континуиран успех и примерно поведение се наградува и ученичката Ениса Исмаиловска од 4-то одделение. За континуиран успех и покажани резултати во наставни и наставни активности, училиштето ја наградува ученичката Семина Бекировска од 901 одделение. Ова награда за мене значи многу и му посакувам на сите ученици од училиштето Гоце Делчев да постигнат голем успех, прво за себе, а после и за училиштето Гоце Делчев.